Директор е на 8 декември 2024 година ја објавивме онаа сторија за правилникот кој што требаше да се усвои на владина седница, според кој правилник табличките на владините возила, односно на државните возила, службените возила, требаше да бидат во црвено-жолта боја. И дека тоа секој се случува некаде 4 месеци во новата година, веќе ќе може да ги гледаме тие службени возила со црвено-жолти таблички. Усвоен ли е тој правилник од страна на владата? Така е, ние отпочнавме на постапка, формиравме една работна група, одржавме неколку работни состаноци со работната група, требаше да тераме два процеси паралелно. Едниот процес е специјални таблици во боја, вториот процес е регистар на возила кои што го немаме во државата моментално. Одлучивме да ги одвоиме тие два процеси, бидејќи регистарот на возила захтева повеќе ресурси, повеќе луѓе, повеќе време за работа, додека делот околу регистарските таблици е пократок и може да се заврши побрзо. Направивме еден правилник, кој што правилник го изработивме заедно во работната група, беше даден на консултација во секретаријат за законодавство, беше одобрен, позитивно мислење добивме, го потпиша министерот за внатрешни работи, го поминавме и на влада официјално како што треба. После тоа имаше некакви измени на законот за јавни набавки и од тие причини се одолговлечи малце процесот, односно не завршивме за оние 4 месеци кои што ни беа предвидени, но постапката се уште трае. Моментално е во Министерство за внатрешни работи, тендерот е објавен за набавка на бојата, соодветната боја која што ние имавме предвидено како работна група, останува истата боја, црвено-жолта, практично како знамето на Македонија, тоа ќе биде црвено-портокалово, нешто таква е нијансата на бојата. Моментално е во Биро за јавни набавки, каде што треба да, според новиот закон, да се одобри позитивно или негативно врз основ на набавка на тие бои. Веднаш штом заврши, тоа веќе е процедура и трае, штом заврши, очекуваме дека за скоро време ќе заврши, штом заврши постапката, со заклучок на влада, односно со задолжение на влада, ќе ги задолжиме сите државни институции, државни и општински институции, кои што имаат државни возила и се во собственост на државата, да во рок од 30 денови ги променат сите таблици. Бирото што треба да одобри? Треба да одобри бојата? Не. Не, треба да одобри дали постапката ги запазила сите законски норми. И сега рачунете од секаде цела држава понесува до бирото мислење за тендери кои што се над 15-20 милиони и заради тој податок е малце одолговлечен. А докаде е оној сервис кој што треба да им служи на граѓаните да пријават евентуална злоупотреба на државните? Веднаш штом ја поставиме првата таблица во боја, на веб страната на службата за општи заеднички работи ќе биде објавена мејл адреса и контакт телефон каде што граѓаните ќе може да пријавуваат. Значи на веб сајтот на Созера тоа ќе се прави. Точно така. Бидејќи исто беше нагласено дека се работи на тој регистар кој што сега е во рамките на МВР, но треба да дојде во рацете на Созера, со тој регистар има помрна? Така, направена е одлука на влада да регистарот на возила го превземе службата за општи и заеднички работи, односно владата. Моментално се прават оние законски измени во законот за возила, каде што од МВР треба да премине во собственост на служба за општи заеднички работи на влада. Ние веќе имавме еден состанок со министерот за внатрешни работи и неговиот кабинет, за кој што разговаравме, тоа е сега пред 3 или 4 дена го имавме тој состанок, договоривме дека треба да оставиме на забрзано темпо и планот ни е да успееме тој регистар го направиме до крајот на оваа година. Зашто викаме крајот на оваа година? Затоа што тој регистар сакаме да го фузираме и да го поврземе заедно со овие камерите кои што се Smart City или како Safe City. Да. Бидејќи ја спомнавте и работната група, тука сакам да ја прашам, во таа работна група колку пати се има состанато? Веројатно и таа ќе работи или докаде е, да речам, фазата на измените во законот за возила и законот за ствари во државна и општинска собственост? Со работната група сме имале најмалце 4 состаноци,
конкретно состаноците беа одвојување на овие два процеси, како што кажав, таблиците и регистарот. Завршивме со делот на таблиците, а сега следно ни е регистарот. Повторно ќе се состане точно така, истата работна група ќе продолжи со работа, но овој пат законските измени најверојатно ќе одат преку пратеничка група, за да биде убрзан процесот и да може побрзо да се заврши процесот и да стигнеме до оној рок кој што си го даваме некаде до нова година. Сега рокот за да гледаме службени возила во други бои е до секој момент. Не очекувам долго да трае, очекувам да заврши процесов со јавната набавка на бојата и не очекувам повеќе од месец и пол. Добро, фала ви. Благодарам.